الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, благодарност му припаѓа на Аллах Джелешану, Господару на сите светови, кој ни овозможи да го славиме и да го величаме Аллаховото име. Денеска сакаме да предупредиме на 4 работи кои треба еден муслиман, еден верник да внимава и да пази. А посебно ова се однесува за младите луѓе. Посебно сега, кога започнува летен распуст или одмор. Тогаш многу луѓе и многу млади деца не знаат што прават. И времето го губат, а со тоа и животот го газат. Прв совет кој улемата, учените луѓе го даваат до човекот е човекот да не се фали со грешење. Човекот да не се фали со грешење. Што значи ова работа? Не значи дека човек не може да сгреши или не греши. Секој еден муслиман греши. Затоа вели Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: Куллу ибн Адам хаттаун. Секој човек на земјава што Аллах го раатисал, значи го создал и го донесол на дуњава, секој човек греши. Меѓутоа не е срам да човек сгреши, туку срам е да човек продолжи во грешење, да човек не признае грешка и продолжи во грешење. Тоа е срам. Секој еден што збори и секој еден што работи може да сгреши. Али најголем греф е да не се покаеш и да не учиниш тојбе на Аллах Джелешану. И сега што е жалосно и што е трагично, и што многу луѓе ќе сгреши, меѓутоа после доаѓа и се фали со греф. Тоа е најопасно нешто. Човек ќе направи некој харам, ќе измами или ќе направи нешто што е забрането и после доаѓа се фали со тој греф. Не само што има греф што го направи гревот, туку има греф и тоа што го шири. Вели Мухамед алейхи салату ва селам, Ој да се насите доле, нека се никој да не гора. Просто се напомни доле. Вели Мухамед алейхи салату ва селам: Куллу уммати муафа. Аллах на секој ќе му прости. Аллах ќе му прости на секој еден човек. Само речи тујбе, речи истигфар и Аллах Джелешану ќе ти прости. Иллал муџахирин. Освен оние кои јавно се фала со греф. Човек ќе направи греф, Аллах азза ва џел ќе му го покрие гревот. Меѓутоа човекот Аллах те покрил, човекот не може да седи мирен, па затоа ќе дојде во група на луѓе и ќе почне да се фали. Како се фали човек? Еве, човек се фали, ќе добие на бинго или на кладилница или на коцка, ќе добие нешто и ќе се фали, добив толку. Се фали со харам. А не знае дека харамот е толку опасен, толку е погубен, што харамот го прави човека да нема срце. Харамот го прави човека да биде непослушен. Харамот го прави она што е халал да биде расипано и да не се прими. Затоа човекот ќе направи греф, нека се покрие, нека не го изнесува надвор во јавност, пошто Аллах ќе ти го покрие тој греф. Ама ако ти јавно го кажуваш гревот и се фалиш со грев, тогаш
će odgovarati za toj gref. Втора работа која важна е за муслиманот е слободното време. Слободното време денеска наша младина и наши луѓе, и тие што живеат во Запад, и тие што се овде, се фалат кој каква обетка носи, кој каков мобилен купил, кој како ја пострижил косата и кој колку обетки носи. Не се фалат денеска луѓето кој колку факултети завршил. Не се фали каков успех постигнал во неговиот живот. Не се фалат денеска луѓето со добро и со труд. Туку денеска се фала само со безобразни работи. А тоа е така, бидејќи слободното време, времето кое Аллах ни го дал на располагање, не се користи во позитивни цели. Не се користи во добри работи. Денеска владее монотонија. Денеска владее досаденост на луѓето. Денеска младите не знаат да прават муавет, бидејќи сите станаа робови на компјутери, робови на ова модерна технологија, која покрај што има позитивно, има и многу негативно. Замисли, човек што може да направи? Човек што чекал пред ресторан 20 минути, ученик, студент, кој чекал во менза по 20 минути во ред да му дојде редот на јадење, секој ден земал во джеб книже или мал речник или прирачник и ги го научил англискиот јазик. А денеска човек без англиски јазик е никој ништо. Човек колку јазици познава, толку вреди. Замисли човек да има на ден само еден лист и да го стави во джеб и да напише важни работи. Ако ми ја прашаме која знае дова на абдес, не дека може 95%, не знае дова на абдес. А дова на абдес е еден ред. Еден ред. Ама тој еден ред, една реченица, ке Аллах азза ва джелле, ке Аллах Севишниот, вели пегамбер саллаху алейхи ва селем, кој ќе рече после абдес. Порано луѓето така може би се кажуваше или така се читаше, после абдес инна анзелнаху. Меѓутоа правилно е најјако е што рекол пегамбер алейхи селем, а тоа е кој ќе земе абдес, мен азбагал вуду, кој ќе земе полека, смирено, пристојно абдест и после на крајот рече ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Znači šehadet. I posle reče ovaj zbor: Allahumma ij'alni min at-tawabin, Allahumma ij'alni min al-mutatahhirin. Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. Allahumma ij'alni min at-tawabin, Allahumma ij'alni min al-mutatahhirin. Znači dva zbora se. Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. Allahu moj, napravi me od onih koji se čistat i napravi me onih koji se kajat. Koji se čisti. Znači na vorešno, со абдес ја чистиш на ворешна нечистота, а со тоубе ја чистиш внатрешна нечистота, значи гревовите. Ако речеш ова дова, Аллахуме џални мин ат-тавабин ваџални мин ал-мутатахирин, Мухамед саллаллаху алейхи ва селем ти гарантира футихат леху тhamanu абвабул џанне, му се отворат на човека 8 врати на судниот ден, да влезе низ која врата сака. Да влезе низ која врата сака. 8 џаннетски врати. Да влезеш низ која сакаш. А колку е трудот? Минута, ниту секунда. Аллахуме џални мин ат-тавабин ваџални мин ал-мутатахирин. Меѓутоа човекот нема време да научи. Човек нема време да научи хајр работи. Бидејќи вели Аллах во Куран: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. А кој го земе шејтанот за свој пријател и свој учител, тој не те учи на добри работи. Тој не те учи кога ќе влезеш во џамија да речеш бисмилла, ва салат, ва салам, да седнеш во џамија, да слушаш, да научиш, да кланеш намаз. Туку тој те учи да влезеш со псуење, со викање, да се пулиш кој што, како, и да правиш галама и врева. Тоа те учи шејтан. Аллах Куран вели: шејтанот едукум лифакр. Шејтанот што те учи? Шејтанот вика те плаши со сиромаштија. Шејтанот те плаши со смрт, со мирачка. Wallahu едукум магфира. Аллах со што ти ветува? Аллах вика ти ветува милост, ти ветува џеннет, ти ветува спас.
Zato slobodno vreme za muslimanov nema odmor. Mi vikame letan raspust ili letan odmor. Međutim, imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, to je bil poznat islamski naučnik. To je veli za mu'min, za vernik nema odmor, osim koja će gazne so prvi od čekor vo džennet. Vo džennet ima odmor. Na dunja nema odmor. Dunja je vojna. Dunjavuk je borba. Borba su šeitan, borba su munafici, borba su svoja ta vnatrešna strast, su tvoj nagon i tvoji te prohtevi. Dunjavuk je postojano nadprevar. Zato slobodno vreme sveko jedan roditelj će odgovara pred Allah dželešanu za svojite deca, a kako što će odgovara za sebe si. Zato mora čovjek da gi zadolži deseta, da se zadolži mladinata, da uči i da se obzema so korisni raboti, da ne dozvoli vreme to da gi izgazi. Treta koja je važna rabota ili treto predupreduvanje je rasipano društvo. 95% veli naučnici, 95% to nije koji počne da puša cigari, 95% od onih koji počne da se drogira, od onih koji počne da odmah kladilnice da se klade, da se zanimava so haram, so negativni poroci, so zabraneti raboti. 95% koji počne da gi tera na alkohol, na tije raboti, je društvo. Drugar. Veli kao ime, ako ti imaš uvav, drugar što će uvav džamija, a će ime na futbol, pa nam korista rabota. Ama 95% koji počne da se kockat, je poradi drugar. A koji počne da ode po prostitucija, je poradi prijatelj. Koji počne da se zanimava, znači su loši raboti, sve to je poradi rasipano društvo. I zato je Muhammed a.s. al mar'u ala dini khalili. Čovjek će biti na verata na svoje prijatelje. Čovjek će biti na verata na svoje druga. Ako drugar te dobar, ti će budeš dobar. Ako drugar te loš, i ti će budeš loš. Zato fel yanzur ahadukum man yukhali. Rekao pedane sallallahu alejhi ve sellem. Neka čovjek pogleda sa koga se druži. Neka pogleda sa koga se druži. Ako se druži sa loš čovjek, će naučiš samo lošo. Kako što reče pedane sallallahu alejhi ve sellem, ke hamil al-misk munafiq al-kir. Kako ono što nosi miris ili što prodava miris ili ono što je kovač. Kao ono što nosi miris ili duša so parfimerija, ti da vlezeš vnatre i da ne kupiš ništo, ko će izgledaš navro dućan, na tvoja ta obleka, na tvojita ališta će ostane miris. I da ne kupiš ništo. Ako odiš kaj kovač, kaj što se topi železo, kaj što leta tiskri, kaj što ima crčat, ništo da ne rabotiš, sve pak miris od ta kovačnica, od to ambijent, miris će ostane tvališta. Ko čovjek u kafana, ti da ne pušiš cigari, ako drugi te pušat, ko čovjek doma, će ti vika žena ti, smrdiš na cigari. Iako ne si pušao. Znači čovjek kada će odi, s kogo će se druži, takov i će bide. I četvrta rabota ili predupreduvanje koje treba da vnimava, svi te luči, a posebno mladite, a to se negativni poroci, a to je sledenje na zapadna moda, na sve što se servira od zapad. Nemoj da misli neka neko sve što dođe od zapad je dobro. Ti danas kad imaš včera danski parlament, Danska, znate što je Danska? Koja ima najvisok standard na život, koja ima visoka tehnologija, visok standard na kvalitet, ti dozvolila država, mu dozvolila na njim, ne nasvala na Allah, im dozvolila vo crkva da ode 20 maži da se venča. Znači to nego ima ni vo životinski svet, vo životinski među ajvani, to go nema. Da životni maško su maško, a kamoli, znači životno, a kamoli među maži, koje Allah veli vole kad karramna, go počisti čovjeka što mu da uglasim. I sada Danska i drugi zemlji se zapadni, će se dozvolila dodat do crkva da se venča maško sa maško. Zamisli kakva je ta vera, zamisli kakva je ta država i kakva je to narod. Zato mi vikame, alhamdulillah, alladhi hadana li hada, hvala Allah ko ne upati ovaj din islam, ako ne upateše Allah, će bedme vo golema zabluda, vo golema temnica, će bedme vo golem haos. Zato hvala Allah dželešanuhu i ovo je predupreduvanje koji gi spomnula ulemata, Allah da je napravi od onih koji će gi slijedat, koji će gi slušat i će gi primjenuvat. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.